Речиси идеалните временски услови овозможуваат успешна вегетација на оризовата култура која во Кочанско годинава е застапена на 3200 хектари. Постравувањето дека кон крајот на наводнителната сезона ќе се јави недостиг на вода во акумулациите, обилните врнежи ги зголемија водотеците и ја намалија потрошувачката преку магистралниот канал, што овозможи успешно наводнување. Во третата декада од август оризовата култура е во поодмината фаза на класање, при што родот се повеќе натежнува и полека ја добива препознатливата жолто-златна боја. Стручњаците проценуваат дека на повидок е мощна и добра година за белото злато, при што се очекуваат надпросечни приноси по единица површина, односно околу 600 кг по декар. Поради намалените површини годинава се очекува намалено вкупно производство на арпа од околу 18.000 тони, односно 10 до 12.000 тони белорис. Тоа ќе значи помали приходи за општината и регионот по основ на прометот со ориз, но од друга страна е предуслов преработувачите да не ги оценуваат земјоделците со ниски откупни цени и со пролонгирани рокови за плаќање. Доза на оптимизам влева и фактот дека поради COVID-19 кризата цената на оризот на светските берзи забележа пораст од 20%, што влијаеше на зголемувањето и на овдешните цени. Посакуваната откупна цена за земјоделците 25 денари за килограм арпа со 50 денари за килограм белорис, со кој практично се покриваат производствените трошоци. Меѓутоа, како што на пазарите во државата оризот се приближува до цена од 100 денари за килограм, така и апетитите на земјоделците се зголемуваат со надеж дека долгогодишниот девалвиран откуп сега ќе биде надоместен со попрофитабилно работење.